Добро дојде Мајкша Сена за Симона Димковска. Здраво, Симона. Здраво. Како си? Благодарам што повторно се Да, се снимаме сега во Велес. Да, минатиот пат мислам дека беше во бифето на Во буфето на Театар Комедија. Тогаш снимавме за скопјанки кои што работат во Велешки театар. Да. И се уште уствари И сум се уште Кумановка си- која работи во А ти си Кумановка која што која живее живее во Скопје, а работи во Велес, да. Велес. Во Бермудскиот триаголник. Така. Симона, во Куманово си била во последно време? За жал се поредко и поредко поредко и одам поредко, и за жал во последниве сигурно година-две не ги пратам случувањата во Во театарот Кумановски и да ме театар. прашаш, еве ќе се избрукам, нема да знам што Нема да знаеш што да кажам за Куманово. Да, затоа што еве стварно обврските, темпото, начинот на живот не ми дозволуваат или обично се поклопуваат кога имат колегите представа да имам јас проба представа или да сум на друга представа и просто е невозможно да се постигне, иако многу сакам да можам како тебе да имам луксус да ги пратам повеќе случувањата во другите театри, да можам да гледам повеќе представи, затоа што тоа е дополнително искуство кое што е на некој начин помага потоа во градење на други ликови, ти дава некоја инспирација, ти дава мотив, кога гледаш си правиш нормално споредба, си црпеш инспирација и убаво е да можеш да дадеш потоа конструктивна критика или пофалба на тоа што е сработено, затоа што често колеги после представа сакаат да си прашаат и јас сум една од тие, доколку ми дојде колега на представа, после тоа би сакала да разговараме, често да ме даде негов увид за секоја следна изведба, да имам ја можност, можеби нешто минимално да сменам, со тоа да ја држам жива улогата, слободна, да не биде ставена во кафес или во сеф, и да не мрда, туку да живее како што нели. Така, како што Би требало се надам да биде една представа и една улога. така. Си гледала сигурно представи кои што се одиграле 50, 100 пати, 150 во животов. Сигурно ти се погодила нека таква представа. Јас бар многу имам гледано такви представи. Еве ми се погодила представата Синиот портокал. Синиот портокал да си погодила. Мене ми се погодиле многу представи таква во многу театри и на вистина сум ги гледал премиерите и сум ја гледал таа изведба, 100-та, да речем 150 изведба. Тоа се, прво се трансформирани представите тотално, не е таа истата представа што била на премиера, но е толку многу збогатена и обично прават Значи порасната. порасната представата со гостувања многу во дадената изведба, 150 изведба на стюардеси, не е истата што е 149 изведба и 151 изведба. Значи 150 е специјална направена, каде што влегуваат други актери како гости. Баш интересно. Тоа е прегуба искуство. Баш ми е криво што не сум имала прилика да Си нема таква прилика. Јас посакувам таква да ви е представава, кога ќе ја изведите 100-та представа, да дојдам и да видам Ти благодарам. тоа ти некој благодарам. шоу од представа. Дај Боже, бидејќи јас не сум стигнала, мислам дека скоро до 50 изведба на представа во која што сум играла најдолго. Не сум доживела ете 50 изведба, Не се си ја уште на доживела, представа така. 100-та би сакала да замислам ете Така, како би да. било, или пак 150, тоа е многу интересно. Да, има некои актери кои што не го доживуваат тоа да имаат 50 или 100 изведба, а некои лесно им оди тоа. Тоа пак зависи и од среќата, и од поделбата, и од представата, и од повеќе фактори се тука, стварно. Не е еден фактор па да речеш тоа е тоа. Но тука барем ако нешто може да се каже со сигурност дека велешката публика е публика која што е многу благодарна и како да кажам навива за представата, представата, да, и да. ти мислам стварно прекрасна публика со еден збор ти дава мотив да одново и одново и одново и одново ти ги држиш топли и старите представи, да кажам, за да тие си имат свој подолг животен век, како да кажам. Во представава, во господја министерка, кога веќе зборуваме за неја, најбитно е што улогите ви се направени совршено. Значи, твојата улога е чиста десетка. Значи, тука нема нешто ти дали си свесна или несвесна дали си направила. Ти си направила десетка. Улога која што сигурно кај да ја одиграш, секој ќе каже дека улогата е до перфекција направена.
Јас не се сложувам. Не се сложуваш? Да, малце сум. Мислам дека треба да сум самокритична и сум самокритична. Си фаќам делови каде што може како низ изведби да се смени, надополни. Со битолскиот дијалект не сум баш задоволна до кој ниво сум стигната. Мислам дека тоа со текна изведба ќе биде поопуштено, со повеќе да кажам изрази битолски штосеви, што на пример многу е тешко од кумановски дијалект, од скопски, од литературно да се префрлиш на битолски. Мене ми беше лично така доста голем залак. И мислев дека можам колачето да го изедам во еден гриз. Не било баш така. Не, напротив, сигурно можам да кажам дека е многу богат дијалект и навистина треба да се дозволи време да легне, што би кажале, да легне улогата, да легне дијалектот на ликот да се залепат, да станат едно. Не телото да игра едно, гласот да зборува друго, мозокот да мисли трето, туку се да биде во едно. Мислам дека ми треба вака неколку изведби да ми легнат тие лепакот да залепи поубаво во ова што го објаснив. Ајде ќе видам на 25-та изведба како да, многу би сакала да дојдеш и да можеш да кажеш ова вака Видија беше, се, сега е момче. вака. Да. А кажи ми, кој беше оној иницијатор да биде битолски? Мислам дека во еден момент се погледнавме со режисерот, неколку решенија имаше, како да не завозуваше работава. Ми текна во моментот дека Нушич во даден момент се наоѓал вистина во битола и најверојатно исцрпел инспирација од таму и викам добро да пробаме со битолчанка и пробај. Толку беше. Толку буквално 2 збора разменивме. Тргнав да работам. И на која битолчанка се јави? Се јавив на 2 колешки по телефон, ама кажувате Кажувате. мене ова. Јас да си премемуваме си по кажав битолски. ми излета, да, кажете вака како би било да го погодиме штосот, намерата, да ја погодиме да се задржи, а да нема многу измени. И така, со 2 колешки ми помогна многу. Еве благодарност до Мариот битолски театар, до Ангела од Театар за деца и младенци, што навистина излегува во пресед во најкраток можен рок да ми помогнат, зашто тешко ми беше, морам да признам. И кажи ми кога им се ова што ми викаш, Марија, имам проблем. Имам проблем, да. Треба да губам битолчанка, а не сум. Немам појма. Мислам, кажи како што се главните карактеристики што морам да ги имам. Основата. И се надевам дека имам стигнато, дека таа основа ја имам постигнато, сега треба да се надоградува на таа основа да се работи. Симона, значи, татко ми и мајка ми се битолчани. Да. Јас сум роден во Прилеп. Ми кажа предмот. Да, и можам со сигурност да ти кажам дека ти си оригинал битолчанка. Така да знаеш. Многу добар коментар, фала, не очекував дека... Ангела и Марија ги имаш надминато. Па не, дефинитивно ми имаат помогнато во тој Сигурно случај, ти имале комплетно помогнато, така да, што Браво за нив. затоа сме колеги тука и убаво е што многу колеги се спремни да помогнат, еве вака кога имаш актерски некој предизвик да ти помогнат да го надминеш. Мислам, тоа беше прекрасно. Симона, јас 26-та година е магична сцена како што ја работам. И обично ги заборавам интервјуата. След 26 Да, многу интервјуа поминале и така ми е и работата и ги заборавам интервјуата. Но твоето интервју нема да го заборавам никогаш, затоа што кога си отидов дома после твоето интервју бев воодушевен како може млада особа како ти да е толку паметна, толку не знам, способна да направи се и се што, одам дома и им кажам на жена ми, на децата, да ја видите Симона, дека сме имале и ние паметни луѓе во Македонија, дека не сме сите вејки на ветрот, дека навистина има нешто кое што вреди да се остане тука и да бидеш паметен човек како што е Симона. Ти благодарам многу, сега ме усрами. Тоа може да те усрамив, но јас ти кажам дека ретко се чувствувам така после интервјуто, после твоето интервју што го правевме во Скопје, нема никош да го заборавам. Бев воодушевен. Ти благодарам многу, мене беше навистина преубаво искуство, бидејќи видов, мислам, препознав вистинска љубов кон театарот и актерите, што во последно време навистина е многу ретко. Така што Да, го нема за жал. го нема за жал, ти си можеби стварно на прсти се бројат еден од ретките вистински влюбеници, почитувачи и да кажам чувари
на некој начин и ти благодарам што ете во твојот сеф, да кажам, постоиме запечатени можеби еве за секогаш. Оставаме трага бидејќи на сцена мигот тука е. Да, на сцена е мигот. Ова ти што го правиш останува за следните генерации и се надам дека тоа ќе инспирира следни генерации, затоа што на крајот од денот мислам дека тоа е најважно. Така. Симона, во представите во Скопје, можеш да ги следиш како е тоа? Комедија, МНТ? Како што кажа Високо Маново и со Скопје потешко во последнава година-две, но еве вака како кога ќе украдам време, кога немам вечерта представа, кога ќе отидам, следам и гледам, мислам, се трудам колку што можам да пратам и да бидам, како да кажам, еве критична, да дадам коментари на колегите и еве мислам дека има друго е кога ќе ти каже колега, друго кога ќе дојде публика која што еве да кажам е неповрзана со нашата фела, другачие ги прифаќаме коментарите. Друго е едно браво трае моментално. Кога ќе добиеш материјал за работа, после тоа што кажуваш, ќе отидам дома, ќе размислувам, па ќе видам како тоа може да влие, што можам да променам и се трудам веќе кога одам на представите да останам после представа за да можам да искомуницирам со колеги и да добиам они ако случајно гледале представа, а не сме се виделе, па да ми дадат фидбек и така да растеме нели заедно и да ја збогатиме секоја следна изведба или доколку се постои можност, например, во иднина, да соработуваме на некоја представа, да дојдат како гости или да отидеме како гости, тоа е многу убаво. А немаме за жал, еве, освен неколку фестивали, да се видиме, да се подружиме, тоа е исто многу важно. Сум следела интервју на повозрастни колеги кои што кажуваат, еве, златното време на театарот било поминало, сега не е така, дружењето не е тука, нема тоа после представа од театарот да ти каже колега вака, се тоа е се поредко и поредко. Јас се трудам и пар мои колеги да тоа се одржи. Мене, знаеш, колку ми е жал и тешко кога ќе ми речат ако не е магична сцена, ние нема да знаеме кои ни се колеги, не се познавате. И тие, тоа е страшно. сигурно, кога те виделе на магична сцена, претходно не те знаеле, многу од колегите. Да, и ми имат пристапено луѓе кои не се дел од професијата, те гледав на магична сцена, па ме прашува. Тоа е друго. Да. Страшното е колеги што не те знаат од Битолски театар, од Прилепска сценичка. Да, но еве вистината е таа дека немаме прилика, освен неколку фестивали, да се видиме, мислам, да си погледнеме еден на други тоа што е сработено. Така е. А да се зборува на нешто невидено е нели некоректно. Така што сметам дека треба малку, можеби поинако да се организираат фестивалите, за да можеме сите таа недела или 10 дена да бидеме таму присутни, да ги гледаме тие представи, потоа стварно да имаме тие кружни маси или како и да се викаат после представата, да може стварно да дадеме фидбек и тоа би било корисно. Навистина. Симона, вчера си замина? Во Скопје си одеш секој ден или преспиваш? Некогаш преспивам, зависи како ќе се организираме. Убаво објаснија Италија и не знам кој зборуваше, дека идеме со коли се организираме. Во театарот преспивате? Па некој преспива во театарот, некој бидејќи е некој и од Велес, но па се снаоѓа, јас во театарот преспивам. Ти во театарот преспиваш. Вчера, значи, преспава во театарот, затоа што прашам зашто имате и вчера и денеска представа. Да, затоа што од сабали имавме проба, работиме моментално нова представа. Нова представа на Галеп. Галеп на Чехов и сега тоа е интересно дека јас на втора година ФД го работевме истиот текст и јас ја играв истата улога. И сега после 12,5 години, ова прв пат ми се случува до сега да ми се погоди иста улога да играм, ама толку да е временската дистанца голема, што онака стварно е сега предизвик како да го надминеш тоа што си го работел како студент, да направиш нешто сосема друго е уште, мислам, поголема одговорност и поголема задача и нормално потешко, но не е недостижно. А тие знаеа дека претходно се игра? Баш зборува со режисерот, му кажав после првата проба, викам јас вака така, не знаев. Викам, добро, нешто има. Универзумот веројатно праќа некоја порака со тоа дека
еве можеби на ФДЛ кога сум била на одредена возраст сум била навистина далеку од тој лик, не сум го разбирала и ми бил далечен. Сега можам чувствувам дека можам многу повеќе да го разберам и да, како да кажам, некоја друга суштина, некоја друга линија да изнесам од тој лик што можеби ќе биде поточна или подобра или поблиска до она што можеби го замислил авторот кога го пишувал или режисерот што го замислува во моментот кога добива идеја за концепт за представа. А ја паметиш таа улога од тогаш пред 12 години? Да, и ме фаќа смеа затоа што со колеги сме имале нели лапсуси и им останала некоја реплика што стално сме се закачале и тоа е убавината, на пример, онака се викам кога се уште сме несигурни во говорот, кога има опашки од како да кажам, од дијалекти, па излегуваат тука, а малце повозвишен е јазикот на кој што пишувал Чехов през 120-130 години и ми текнуваат најчесто еве закачки, шеги, смешки што сме ги правеле додека сме студирале и си викам колку за некои работи наивно сме пристапувале, колку а искрено од друга страна и да, можеби не личело дека ние сме дораснати за тоа, ама сме дале се од себе. Обично луѓето кога ќе кажеш ке колегите кај што работам, викам дека ќе одам во Велес да ги снимам многува представа, има ја господја министерка. Уште ли се дава таа? Мислејќи на представата во господја министерка. Или општо, да, некоја општа. Што може на тоа? Тоа не е ни интересно, не е ни смешно, викам. Штета што мислите така. Појдете да видите колкава разлика е од тоа што го мислите за самиот текст. Точно напишан е текстот, не знам пред. Да, мислам дека 120 или 130, сега да не шпекулирам, ама многу години се поминати. Не, ова за Чехов беше, за Чехов, за Нушич. За Нушич, 50 да речеме. Не, повеќе се, ама пак тука некаде мислам. Од кога го прочитале, од кога го виделе текстот, сигурно 50 години поминале. Тие што го гледале пред 50 години некоја господја министерка од Мири Бошкова да речеме. Да, добро се, тоа е веќе стварно голем. И сега тоа има станало, знаеш. После Мири Бошкова се ределе уште неколку господји министерки, но не е ни битно. Битно е дека тие веќе го рачунаат тоа дека е стар текст и дека народот во денешно време не би се забавувал на господја министерка. Текст напишан кога убаво вилишти, треба да дојдат и да се уверат. Вистина, кога ќе дојдат и кога ќе видат, тоа е точно текстот е стар, но режијата е млада и глумците се полни со енергија и е различно скроз тоа читање на господја министерка пред 50 години и ова читање на господја министерка во 2025 година. Што е супер според мене, бидејќи мора да се смени димензијата, мислам да се прекршиме, ние живееме сега и тука, нели? Така. 2025 година, така што имаше многу промени во текстот, кои што беа нели сепак на база на основниот текст, но имаше многу промени кои што го фаќаат времето сега и тука да ние сме присутни и како актери, и како ликови, публиката да биде таа тука што е во моментот. И сметам дека тоа е постигнато како ниво да не сме се заглавиле во некое време, туку сме сега тука и тоа функционира. И мислам дека има стварно добри реакции од публиката, барем до сега што можам да забележам. Вечерва ни е 4-та изведба, ако не се лажам, има доста добри реакции и баш се спротивни на ова што го кажа сега, впечатокот на луѓето што ја гледале пред 30-40 години. Така. Друга некоја. Па и пред 10 години со Веса Петрушевски имаше во Маната и беше доста. Да. Уште ли господја министерка? Не викам, специјално мора да поидете во Велес да гледате каква е Ти си амбасадор на театарот, треба ти дадеме некоја титула, нешто дефинитивно е, мислам дека ти си новата модерна господја министерка која што навистина вреди да се гледа и е преубава. Јас не знам, претходно некому кажам дека ќе гледам представата уште многу пати. Сигурно ќе дочекам и 25-та, и 50-та, и 100-та изведба, сум сигурен дека ќе има толку оваа представа, дека ќе живе, затоа што представата е направена на цврста основа и кога е представата добра, можете да си пишуваш што сакаш, да излегуваш секој ден на телевизија и да кажеш дека е представата најдобра и во ударните вести дојдеш и тоа ќе биде се до оној момент додека дојдат првиот и вториот представи распродадени од луѓе, кога ќе видат првата и втората изведба, третата, ако не чини првата и втората изведба, колку сака нека ја кажуваат на телевизија, никој нема да ја гледа. Така е. А
обратно, ако ја нема воопшто на телевизија рекламата, да ја гледа првата и втората изведба некои луѓе, без разлика дали се работени таму и таму не е битно, кога ќе е добро направена представата, тие секако ќе се пофалат. Најдобра реклама е од човек на човек. Од човек на човек. За театарот се уште тоа важи. За театарот тоа дефинитивно е најбитно. И супер од една страна што е така. Затоа што жива материја е, просто едноставно не продаваме продукт ние со одредена амбалажа, да, тоа може така да се метафорички да се каже, да, продуктот има почеток, крај, има форма, има плакат, има се, ама у суштина ние продаваме искуство, кое што е емотивно и тоа само може од човек на човек да се пренесе, да ти предизвика желба да дојдеш да го почувствуваш тоа, да го доживееш театарот. Затоа што од прераскажување и од реклами, од трейлери, да, можеш да се заинтересираш, но не е тоа. Друго е кога некој своето искуство ќе ти го каже и со тоа ќе ти каже, ајде, мораш да идеш да ја гледаш или ќе идеме заедно ќе ја гледаме. Тоа веќе е нешто сосема друго. Симонче, до кај се плановите и сите работи што ти се вртат по глава, што треба да се исполнат? Што треба да се исполнат? Леле. Работиш напоредно на се? Па да, кај мене така стално е турбо, не знам баш изгледа да одморам, ама морам да одморам, така што еве сега гледам сите проекти што ги имам, од прилика знам кога се треба да се финишира и едва чекам искрено да дојде лето за ми треба одмор. Ќе одмориш, сакаш да кажеш? Се надевам. Ништо нема да работиш? Па не ништо, ама се надевам дека ќе имам барем стварно месец дена, обично август е месец на колективен одмор, дека стварно ќе биде одмор, затоа што актер, иако вика дека уморен актер е добар актер, јас не се сложувам со тоа, мислам дека наспан актер, одморен актер е добар актер. Значи мора да се батериите мора да бидат така. Дека тука дефинитивно професијата е таква да даваш. Кога даваш, значи треба и нешто да примиш во меѓувреме за да можеш повторно да дадеш, така што сметам дека исто е важно да и тој другиот дел. Особено за инспирација, особено за креирање на нови ликови е неопходен. Да си жива и здрава и да ги имаш сите планови и да ти се исполнуваат сите планови, нон-стоп да имаш нови планови, затоа што ти си баш таков човек кој што лесно ги реализира плановите и убаво ги реализира. Ти благодарам уште еднаш и за ова исто така убаво интервју што ме потсетиете на некои работи што се тука, ама не секогаш ги мислиш, а се важни. Така, фала ти многу. Фала ти.